Еве сме во кујната, биле веќе започната со процедурата за подготовка на десертот. Ви подготвуваме и ќе ви предложиме, иако ти нели пред малку се служивме дека се некако се заборави на она класично готвење, се некако е веќе да се биде што побрзо, да биде помалку да ни одземе од времето во денот, но некогаш многу добро доаѓаат ваквите брзи, вкусни и сепак здрави рецепти. Ние малку ја надминавме минутажата со разговорот во утринската тема и затоа тука ќе ни биде помала минутажата, но тоа не значи дека нема да стигнеме да го направиме, затоа што споменавме многу брзо се подготвува. Сите некако се плашиме од тоа дека ако споменеме дека треба дома да се подготви оброк, дека тоа одзема многу време. Да бидам искрена дека навистина не одзема време, доколку пак ќе напоменам имате се набавено со добро организирани. Еве на пример грашак да подготвите. Добро. Значи не ви треба не е ова ручекот како порано баба ми кога правела па цел ден ај ручек правиме. Што правиш ручек правиме од сабајле од 8 до 3. Значи нема такви ручеци сега. Значи навистина ставате кромит, морков, тиквичка, целер, што и да имате дома, обарувате. Додавате грашакот, значи тоа не треба ништо повеќе од 30 минути тој зеленчек да се обари. Грашакот е веќе полуподготвен овој замрзнатиот што е. Значи се на секој одземе повеќе од 1 час и половина. Тоа можете да го направите и навечер додека се подготвувате за другиот ден за на работа, додека нели си спремате гардероба, додека нели се туширате, слободно може да си ги ставите овие намирници, се направите, си направите една манџа. Еве за десертот погледнувате колку треба. Овде земав 2 зрели банани, со вилушка само ги испасирав, додавам овесни снегулки, иако не секогаш нели мора да бидат овесни снегулки, може поздраво е варијантата да биде целозрно овес кој што ќе го изблендате во блендер и да го додадете овде, затоа што овесните снегулки нутритивната вредност има многу слаба. Добро, сега за разбрав, а сакам да го слушнем уште еднаш, целозрно овес? Да, сварено. Сварено. Може и цело да го ставите во бананата, се правите бомбица, меѓутоа може да биде изблендирано. Значи тоа е подобрата опција, похранлива. Похранлива, понутритивно вредна. Сега ќе искористиме бидејќи отец Гоце ни донесе прекрасни производи, сушени, она што спомена тој дека е нивна семејна фамилиарна традиција повеќе од 100 години, така што ние денеска во рецептот ќе се додадеме, зашто се одлучивме за јагодите, може? За јагодите, да. Добро, да знаеме да ги отвориме. Додаваме мелени ореви, во зависност од количината, нели овде имаме 150 грама, меѓутоа во зависност од количината, која ќе се, нели, ќе се колку банани ќе додадете на таа количина, ќе гледате смесата да биде, нели, добра и компактибилна за формирање на бомбици. Сега, опционално е што друго ќе си додадете овде. Ние имаме во моментов ленено семе, може да додадеме ленено семе, може да се додаде семки од тиква, може семки од сончоглед, може брусница, може суво грозје. Заради тоа што може би забележувате дека за сладувач дополнително не додавам, затоа што самата банана е доволен природен за сладувач кој што ќе направи бомбиците да бидат, нели? Да. Благи. Ќе додадеме кокос и внатре. Да, пред да ми раскаже за тоа, вистина е дека ти тоа го начна некако во муабетот претходно, дека најчесто тие што постат се загрижени за благот. Да. За десерт, дали ќе има? Тоа има најстрашно. Јас мислам дека некако сме научени првиот синоним за благо да ни биде чоколадо. Точно. Така и тука е тој момент дека или да е некој еврокрем, иако има и еврокрем кој што го правиме нели на природен начин. Значи и крем да направите. Чувствуваш како замириса? Да, пребава. Да. Еве, значи смесата. Јагоди. Еве. И да дадеме уште малку ореви и тоа е тоа од кој што ние би подготвиле, нели, бомбици, ќе додадеме сега јагодите. Сакаш да ги кршиме? Па може ако се големи, не ги гледам. Ете, може и целите ќе се рехидрираат, одма ќе се рехидрираат во. Добро, ете ти знаеш повеќе. Еве ги. Добро, тоа е смесата, сега треба да преминеме во формирање на топчиња, на бомбици, иако ова може би, не знам, и во некоја друга форма да си го направите. Секако може како колач, нели вака? Да. Долгме да го ставите малку во фрижидер. Во ладилник, за да си ја добие потребната смеса. Како сакаш, ако сакаш може да ни правиш бомбици, ако сакаш може да го ставиме само во чинија, оставам на тебе, како ти е полесно, бидејќи може и во чинија, заради тоа што немам ракавици и не би... Значи, она што би сакала, бидејќи споменавме дека сме некако пократки со времето, да им го потенцираме на луѓето биле, зошто е добро да се пости. Ние многу причини дадовме во претходниот разговор, кажавме од кои се аспекти и што се му се случува нели на телото, но во секој случај
бенефитите се огромни. Дали се препорачува пустење и на помали деца и кога е можеби вистинската возраст за да се премине, затоа што нели децата како деца не разбираат толку многу, тие јадат она што ќе им се подготви од родителите или во семејството. Тоа зависи од спремноста на родителите, на оние кои што се грижат за начинот. Но дали е здраво, не знам, дете од 7, 8, 10 години да пости едноставно? Некаде после 10-та година е сосема нормално да зборувам за цели пости. Инаку на 7 години дете, моите деца, например на 7 години, првата недела и последната недела секој јас не готвам мрсна храна во тој период дома, така да немаат избор. Да, тоа сакав и преска да го прокоментирам, дека можеби е полесно со мајка нутриционист или со некој кој што ги знае подетално работите, кога едноставно нудите само такво мени, тоа немаат опција. Да. И пак ќе напоменам дека сето тоа е одлука на родителот, меѓутоа пак ќе кажам доколку детето нема нели некој здравствени проблеми, доколку нема нели препорака од доктор дека не треба да биде дефицитарно во поглед на некои хранливи намирници и доколку нели има добра организација на менито, заради тоа што во таа детска возраст знаа да се направат навистина на дефицит од одредени хранливи компоненти. Може детето да влезе во малнутриција, може да влезе во малдигестија, да се јават проблеми нели со дигестивниот систем, да се јават проблеми со конгетивните својства кај дечињата. Таа причина мора тука да сме строго дисциплинирани, мора да сме многу внимателни со изборот на намирници. Толку така и не е лесно. Например, нели еве порано мина времето кога јас деца кои како децата демек нели лесно ти е, тебе се не колку е за мене можеби полесно. Меѓутоа кога вие подготвувате храна, едно мени за дете кое сака да пости по една недела да е, навистина е преодговорна работа. Во тој период да не падне нели некој параметар. Јас имам искуство, имам правено пред и по крвни анализи, значи пред постот и на децата и на мене и после постот, што кога беа поголеми веќе средношколци ги поставивме сите пости заедно и верувате дека крвната анализа пред и потоа се разликува на позитивно се разликува. Тоа ќе го прокоментирав и таму, но ќе одземеше уште повеќе време од разговорот, но еве тука можеме да го напоменеме. Многу од луѓето кои што постат, без разлика дали цел пост, дали една недела и така натака, значи изборот е нивни, сите кои што направиле крвна слика пред и по постот, велат дека подобра и почиста, во најдобри параметри е нивната крвна слика после постот. Тоа што говори, дека треба почесто да го практикуваме постот, дека треба нели свесно да пристапиме кон истиот, без убедување од околината. Значи не може сега Цеце да почне постот, зашто Билјана ни рекла ти од утре Цеце мораш да постиш, никако така. Треба секој само себе да се убеди и само себе да е спремен пред да почне ваков подвиг и само тогаш ќе бидеме нели со добри резултати, ќе бидеме успешни и задоволни од постот. Никако поинаку. Немојте по убедување нечие, немојте затоа што некој така ви кажал и морам уште да напоменам строго организирано дневно мени. Залудно е вие ако постите, како што напомена и претходно отецот, ќе намалите нели некој број на килограми, 5 до 10 килограми може во 49 дена, меѓутоа после тоа троstruko ќе се врата заради тоа што постот не бил адекватен, само сте направиле дефицит, сте гладувале. Постот не е гладување. Постот е уживање, постот е енергија, како што напоменав и претходно. Постот е ослободување, постот е синхронизација на духот и телото, постот е исцелување, многу добро нешто што се случува на нашиот организам во текот на овие 7 недели. Мислам дека е и доста погрешно ако кон постот пристапиме со тој момент дека треба да ослабеме, така, затоа што има многу други бројни бенефити. Ако нешто ме лути во мојата работа, во секојдневната пракса, е тоа што некој пристапува кон постот само за да намали килограми. Тоа би требало да се промени. Немојте, можете да намалите килограми и на непостна храна. Доколку и таа е добро избалансирана, доколку е менито, нели пак стручно подготвено, немојте, не го злоупотребувајте постот во име на намалување на телесната маса. Постот е нешто многу повеќе од тоа, како што напоменав и претходно, и од нутриционистичка гледна точка, меѓутоа и од нели духовна гледна точка. Мора да се постигне балансот меѓу духовното и ова нели телесното, за да биде вистински постот, за да биде со успех постот и после постот да излеземе посилни, попркосни кон она што ни се случувало тековно во животот, меѓутоа и посмирени
за постапките кои што ќе ги превземеме понатаму во животот и за оние што претходно сме ги превземале. Сега вака познавајките, ако постоиш од 11 години, ја гледам твојата смиреност во секоја наша дружба и тоа така веројатно произлегува од начинот на живот и пренесување на работите и во семејството, но и со луѓето со кои што секојдневно контактираш. Да, тоа е веројатно заради тековно променетите навики, заради можеби за себе можам да кажам побрзиот раст, односно созревање, и тоа морам да го напоменам, ненамерно, тоа секако си имал план некој друг така да биде, и едноставно сметам дека нема смисла, односно нема тежина во текот на денот која што ќе ти го промени расположението, односно која што ќе те направи тажен, а ти да не си посилен од истата. Сите ние се соочуваме со предизвици животни, со брзо темпо на живот, со стресно темпо на живот. Меѓутоа, ако ние го немаме смирението во себе, залудно го бараме од надвор, никој нема да ни го даде и понуди. Она што ќе го побараме, тоа ќе го добиеме. Она со кој што наутро ќе се разбудиме, нашата мисла, дали е во поглед на храната, дали е во поглед на секојдневието, на работните обврски, е тоа кој што ќе не води во текот на денот. Дали добрите дела ќе бидат вашиот водич или ќе биде злобата, завист, алчноста, одбираме сами. Самите одбираме, така е. И така ги учиме, и нашите поколенија. Ние сме огледало на семејството, на децата, на идните поколенија. Никаде пред крајот, оброкот ни е веќе подготвен, поточно десертот, со мало задржување негова во ладилник, можете да го конзумирате и да биде тоа. Тоа да биде прекрасен. Како? На вода. Значи може да се јаде и од понеделник до петок. Биле, еве сосема пред крај, колку сметаш дека тебе навистина постот, бидејќи тебе ти е веќе начин на живење, со оглед на тоа што во текот на целата година го практикуваш тогаш кога треба, колку ти има променето на подобро секако, но навистина премногу. Прво и основно кој што ме промене, тоа е трпението, издржливоста. Дали можеби имаше твојот избор да постоиш од толку рана возраст, влијание да ти се одлучиш можеби во животот да бидеш ова што си денес, нутриционист, да истражуваш во полето на мирниците и храната? Гледајќи од оваа дистанца сега, сигурно имало. Меѓутоа, кога бев на тие години, 11 до 15 години, не сметав дека ќе се занимавам со ваква наука, а секако сум ги сакала повеќе природните науки, некако се гледав повеќе во биохемијата, како биохимичар, многу сакав лаборатории и тоа беше мојот светоглед во тој период. Меѓутоа, кога се случи она свичот, промената, се случи со првата бременост. Практично јас тогаш престанав да конзумирам месо. Практично од тогаш почнав да бев млада. Керката ја родив на 20 години. И од тогаш почнав да учам за нутриција, заради тоа што од проста прича немаше кој да ми објасни јас што да јадам и ми беше премногу сега во аспект смешно. Јас што ќе конзумирам, детево какво ќе го родам? Ако јас јадам ова, не смеам тоа. И си водев една тетрадка тефтер, што се во текот на денот сум конзумирала, си мислев во глава, не да боже нешто ако се случи на детето да знаат докториве што јас сум направила. Што си дала, што не. Да, точно така. И од тогаш почна и завршив потоа и факултетот, и магистрирав на областа и сега 3 пати уште да се родам не би сменила професија, заради тоа што секое мое будење наутро е насочено кон професијата која што ја работам, секое мое легнување навечер е исто така насочено кон истото и многу често моите пријатели па и семејството знаат да кажат ти уморно се враќаш некош од работа, никогаш, верувајте. И препорака моја да сте, ако ви се враќаат нозе да ходите на работа, сменете работата. Мене ниту еднаш ми се нема случено, значи имало и тешки периоди во работата, јас го работам скоро 20 години, имало и тешки периоди каде што нормално. Не било се тоа така прифатено, па и нутриционизам од како наука, па што ќе одиш на нутриционист, меѓутоа сега особено пред 20 пред 20 години. Точно така. Тоа беше табу тема овде и ние бевме надри лекари и сето тоа се пласираше како меѓутоа сега навистина пофалба и секој чести за докторите, оние кои што веќе
неретко, односно многу често не препорачуваат. Јас имам многу пациенти по препорака од Се доктори специјалисти. Се менуваат работите, но пак јас ќе кажам, можеби ќе се согласиш, сепак е ова поле на кое што треба многу да се работи, затоа што мислам дека секој едно семејство, секој еден човек или индивидуа треба да знае за исхраната, за тоа што внесува во телото и да знае како таа му влие. Тоа е поле на кое што треба да се... Од ембриончето внатре, мајката ќе дознае дека носи нов живот во себе, навистина треба да се грижи за сопственото здравје и начин на исхрана, меѓутоа и за животот и здравјето, односно исхраната на детето кое што го носи во утробата. И само така ќе израснеме здрави, силни и упорни генерации. Се поинаку е навистина само залудно трошење на времето. Мене не ми е јасно и никогаш нема да ми стане јасно како можете да посегнете по junk food во продавниците, ова односно порака до родителите, не ги трошете залудно, ниту парите кои што ќе ги купите тоа, меѓутоа, нели, ајде тоа ќе отргнеме на страна материјалното, парите што ќе ги потрошите, меѓутоа дали знаете што внесувате во организмот на вашето дете и зошто го внесувате? Доколку едно прашање немате, зошто ова го внесувам и што ќе ми даде? Одговор ако немате или одговор ако е негативен, не треба. Не посегнувајте, без разлика колку и вие да го сметате дека јас помалку ги сакам моите деца што не сум купувала, секој што ги прашувам пациентите. Ама знаете, жал ми беше, зашто ви е жал? Виришла да му купиш? Да. Мајонез да јаде, затоа ти е жал. Па ти треба да го жалиш после тоа дека ти тоа дете не правиш здрава генерација, не го израснуваш здраво. Да, проблемот со дебелината го разработивме како тема минатата недела, бидејќи во нашата земја за жал има генерации на млади дечиња. 34% сметам дека според протоколите што јас ги прочитав. Апсолутно, да, тоа е уште еден проблем за кој што исто така и веќе се обидеме оваа година во оваа сезона да позборуваме малку повеќе, да освестиме што поголем број на семејства, затоа што јас како млад родител сум сведок дека борбата не е лесна и дека се уште има семејства кои што поинаку размислуваат и кои што на некој начин можеби за жал не инвестираат во здравјето на децата. Тоа е мултидисциплинарен. Не е само од семејството, меѓутоа е мултидисциплинарно. И тоа е навистина една широка тема, достапноста на таква храна за децата во училиштата, да не навлегувам во менито на храна која што ја конзумираат во училиште и во градинка, иако и тоа има некој напредок, меѓутоа треба тука навистина сериозни и драстични промени кога станува збор за здравјето на нашите деца и за исхраната на нашите деца. Да. Биле, можеби скоро 2 часа си тука во Телма. Ти благодарам за твоето присуство и одвоено време денес. Беше прекрасен и овој разговор и оној кој што го имавме со отецот во утринската тема. Се надевам дека ќе мотивираме повеќе луѓе да почнат да постат и да ги почувствуваат бенефитите од секој можен аспект кога е постат во прашање. Се надевам, јас на истото поборник сум за истото, стојам на располагање за било каква информација и консултација од страна на сите денешни гледачи, меѓутоа и на сите останати. Ти благодарам уште еднаш.